Добро вечер. Започнуваме со дневните настани. Следуваат најавите за истите. Новиот закон за занаетчиство предвидува враќање на чирачката работа. Занаетчиите очекуваат квалитетен закон кој ќе ги регулира занаетчиските субвенции и организирањето во комори. Како да се пронајде вистинскиот пат при изборот на идната професија? Кое средно училиште да се избере? Ова се одлуките кои годинава ги носи првата генерација на деветолетка. Обука на ментори од приватните компании и јавни институции да вработат лица со попреченост, организираше УСАИД во Штип. Целта е да се препознае и вреднува потенцијалот на лицата со хендикеп. Опозицијата сака да дојде на власт, но без да понуди проекти со кои би се подобрил квалитетот на живот на граѓаните, истакна денес градоначалникот на Кочани Ратко Димитров. Долга е листата на реализирани проекти на актуелната локална власт во Кочани, пред се инфраструктурни, меѓу кои се издвојува решавањето на проблемот со атмосферските води во централното градско подрачје. Приградските населби и селата добиваат современа инфраструктура, а со изградба на браната Речани се решава големиот проблем во водоснабдувањето. Она што го работи локалната и државната власт за Кочани има економски ефект, истакна градоначалникот Димитровски на денешниот прес за реализираните и планираните проекти во оваа општина. Се создадоа услови за инвестирање во индустријата и се отвори фабриката Амфенол, која ќе вработи 1500 лица, а на туристичкиот комплекс Пониква, кој буквално беше замрен, МЕПСО инвестираше во топови за вештачки снег и мала акумулација на вештачко езеро со цел создавање на подобри туристички услови на Осоговските планини. Општината создаде услови со тоа што го урбанизира комплексот, а потоа се изврши продажба на повеќе од 50 плаци со цел за ревитализација на туризмот во Кочани. И оваа година се работи со полна пареа. Со големиот проект со кој Кочани ќе добие атмосферска канализациона мрежа, се асфалтираа патиштата во село Бели, Оризари, Врговци, Јастребник, Горни, Долни Подлог, Мојанци. Се асфалтираа улици во индустријската зона, пристапен пат до локацијата каде се работи на најголемиот проект во Источна Македонија, браната на Речани, на Оризарска река. Започнуваме со проектот главен колектор на отпадни води и пречистителна станица, а само што не сме отпочнале со асфалтирањето на 12 улици во градот и населените места, со што ќе се реши инфраструктурата на повеќе од 1200 семејства. Во почетокот на мај официјално стартува со работа и странската Гринфилд инвестиција Антура, во која многу наши сограѓани се вработени, а и понатаму ќе се вработат и ќе обезбедат својата екзистенција. Ова се само дел од проектите и делата на кои работи ВМРО ДПМН. Да ја дознаеме вистината за Кочани, треба само да ги споредиме реализираните проекти од страна на ВМРО ДПМН и СДСМ во Кочани во последните периоди. Во рамки на проектот за отворање аптеки во руралните средини, министерот за здравство Никола Тодоров и директорот на Фондот за здравство Сашо Стефановски денеска ја посети аптекарската станица која веќе една година работи во просториите на здравствениот дом во село Лозово. Во рамки на проектот за отворање аптеки во руралните средини, министерот за здравство Никола Тодоров и директорот на ФЗОМ Сашо Стефановски денеска ја посети аптекарската станица која веќе една година работи во просториите на здравствениот дом во село Лозово, а која од неодамна склучи и договор со ФЗОМ за лекови на рецепт. Како што појасни министерот Никола Тодоров, со ова им е овозможено на жителите од Лозово, освен здравствена заштита од матичните лекари, на едно место да ги набават потребните лекови за пропишаната терапија. Денеска сме тука во посета на аптекарската станица во Лозово. Во Лозово подолго време немаше аптека, но како резултат на измените од законот и овозможувањето на отварање на ваков тип на аптекарски станици во кои што ќе работи или само фармацевт или фармацевски техничари која што ќе работи под надзор на друга аптека, се отвори и успешно функционира веќе една година аптекарската станица во
Лозово. Инаку, претходно 2 или 2,5 години граѓаните или жителите на Лозово и околината немаа можност да ги обезбедат лековите во аптека или аптекарска станица во близина на нивното место на живење и беа врзани да патуваат до Велес. Тоа не само што ги чинеше пари, него понекогаш и дополнително малтретирање, затоа што матичните лекари им се тука, ако има потреба дополнителна терапија или замена на некој лек, требаше повторно да се враќаат и повторно да патуваат до Велес. На овој начин се олеснува многу на сите жители на Лозово и околината да можат потребните лекарства да си ги или препишаните лекарства да ги обезбедат и да ги земат овдека во аптекарската станица. Директорот на ФЗОМ Сашо Стефановски потенцира дека придобивките од овој проект ќе бидат значајни за граѓаните кои живеат во руралните средини. Со овој проект подвлече се предвидени 66 аптеки, од кои досега во процедура се влезени 46, од кои 29 се комплетно завршени. Со овој проект, како што спомена и министерот, се предвидени 66 аптекарски станици. До сега во процедура се влезени 46, од кои 29 се комплетно завршени. Подпишани се договорите од Фондот за здравство и од аптеките. 17 се во процедура и очекуваме во најбрз можен рок да заврши таа постапка, со што најголем дел од граѓаните во руралните средини ќе добијат можност да имат лесно достапни лекови на товар на Фондот за здравство. Министерот Тодоров и директорот на ФЗОМ Стефановски ги посетија и вработените и пациентите во здравствениот дом во Лозово. Патолози од Америка ги обучуваат идните лекари од Универзитетот Гоце Делчев. Експертски искуства и од други специјалисти ќе им бидат на располагање на студентите на УГД. Светските искуства и знаења им се достапни на студентите и штипските доктори. Од денес, студентите од Медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев и патолозите од регионот имаат можност да учат од врвни американски експерти. Овие предавања се од особена важност како за студентите, така и за вработените во Штипската клиничка болница. Овие предавања се многу значни за студентите, бидејќи се запознаваат со современите тенденции кои се во самата патологија, а конкретно и за нас вработените, ние се запознаваме со одредените практики кои постојат конкретно во Соединетите Американски држави. Ова предавање ни е нешто надвор од секојдневието, со што можеме да се запознаеме најпрво со новите диагностички и терапевтски методи кои што се употребуваат надвор од нашата земја. Ние како студенти можеме да се запознаеме и со новите испитувања кои што се прават. Тоа се предавања кои што се надвор од наставниот план и кои што ни помагаат или не насочуваат во кој правец нашето образование или нашето понатаму и специализација да се насочат. Главната цел на оваа посета е едукација и освојување искуства во новите методи за дијагноза на некои патолошки заболувања. Со посетата на овие специјалисти, УГД ги потврдува напорите за врвна едукација на нивните студенти. Министерството за економија изготви предлог закон за занаетчиство. Со него треба да се уредат условите за вршење на занаетчиска дејност, издавање на занаетчиска дозвола, водење на занаетчиски регистар и повторно организирање на чирачката работа. Занаетчиите очекуваат квалитетна јавна расправа за новиот закон. Владата подготвува нов закон за занаетчиство со кој ќе се воведе историски надминатата категорија и организирање на чирачка работа. Веќе 3 години се очекува да се донесе овој закон. Деновиве беше објавен предлог законот за занаетчиство. Што може да очекуваат занаетчиите од овој закон? Се очекува со овој закон да се подобрат законските можности, односно условите за побрз развој и унапредување на занаетчиството. Предлог законот предвидува воведување на електронски регистар на занаетчиите, која ќе биде јавна книга и ќе се води во ЗКРМ. Се надеваме дека ќе има јавна расправа во која ќе учествуваат занаетчиите представувани од регионалните комори и Занаетчиска комора на Република Македонија. Новиот предлог закон за занаетчиство ја регулира и чирачката работа, која ќе се организира и реализира во соработка
со Агенција за вработување. Тоа се неколкуте новини од многу предвидени со новиот предлог закон. Втората новина што го донесува законот е воведување на дозвола за вршење на занаетчиска дејност. За вршење на занаетчиска дејност, за да се подобрат условите во занаетчиството, потребни се поволни кредити, субвенции и други предиспозиции. Во моментот проблем е и нелојалната конкуренција од страна на сивата економија, која треба да се елиминира за да биде во корист занаетчиството. Но што им е потребно на занаетчиите? Поточно овде кај берберите, ковачите на железо, шнајдерите и други стари занаетчии кои се веќе во изумирање. 15 години сам више на овај занат. Од 80 година сум почнал да го учам занат. 3 години чирак биде, 2 години калфа, кај мајстор Трајчо Рафата, кај него учи занатот. И тоа е, вај занат полека изумира, нема младина не е заинтересирана, се со по кафичи, по кафани или како да го речам тоа. Да. Абе џабе и закони секој нема младината која не се интересира. Ако се интересира она, значи ќе дојде. Вај занат за лепнете остава. Денеска 50 динара, 50 динара. За 2 лева утре ќе има, ќе искараш. Поише, некој пат има поише, некој пат помалку. Да. Тоа е. Сепак во денешно време најмногу доминираат современите, односно модерните занаетчи. Значи од оваа работа многу фризери обстојуваат, можеби нема некој луксузен живот, меѓутоа за некој поудобен живот, поготово во овие помали градови, мислам дека се живее. И не случајно ние обстојуваме на овој пазар 19 години и се грижиме за нашите муштери да изгледат прекрасно и убаво. Меѓутоа ние од нашата држава очекуваме за да останеме занаетчии. Значи од законот очекуваме дека некои посебни бенефиции или нешто, туку само едноставно законот да ни овозможи ние да останеме занаетчии. Затоа што сега сме најмалку сме занаетчии. Значи сега сме оптоварени со многу други работи и најмалку време останува да посветиме на муштеријата и да бидеме креативни. Од занаетчиската комора велат дека ќе се вклучат во јавна расправа за да занаетчиите добијат квалитетен закон и подобри бенефиции. Денес во Штип се обучуваа ментори од приватните компании и јавни институции за вработување на лица со попреченост. Се работи за проект на Американската агенција за помош, а целта е компаниите и институциите да го препознаат и вреднуваат потенцијалот на лицата со попреченост. Денес во рамки на проектот на УСАИД практиканска работа и вработување на лица со попреченост се одржа обука на ментори од приватните компании и јавни институции. Самата обука е менторско водење на лицата со попреченост. При пласирање на пазарот на трудот најдуваат на препреки компаниите и самите лица, бидејќи нема обучени ментори за нивното воведување на реалниот пазар на труд. Знаеме сите дека е суров тој пазар на труд, лицата не се срамежливи и самите не можат да се снајдат. Од започнувањето на проектот до денес, вкупно во сите општини има 91 вработување на лица со попреченост. Во општина Штип се вработени 5 лица со попреченост. Покрај вработувањето на овие лица во општините и редовните компании има и лица кои сами се вработуваат, односно со мирките за самовработување отвораат сопствена компанија. Па највеќе како трговец поединец или занаетчиски работилници отвараат, но имаме примери каде што имаат своји компании поголеми, каде што се во можност да вработат лица со попреченост. Овој проект е за сите лица со попреченост, како што се лица со оштетен слух и вид и со телесна попреченост. Организаторите задоволни со посетеноста на обуките и заинтересираноста на работодавачите и вработувањето на овие лица. Драгоево е штипско село сместено во подножието на Серта. Во ова некогаш запоставено село се подобро се живее. Решени се најбитните инфраструктурни проблеми, но жителите на Драгоево бараат редовен превоз до градот и водопоила за стоката. Драгоево е село во Штипско сместено во подножието на планината Серта, каде што главна дејност на луѓето е земјоделството и сточарството. Април е месец кога интензивно се работи на земјоделските имоти, поради што малкумина се оние кои можат да се забележат сред село. Драгоево пред 2 години и сега, многу промени за подобар живот. Меѓу првите во Штипска општина драгоевчани добија мини плоштад со приуредена чешма. Санирани се и повеќе улици, но освен за луѓето, водата е потребна и за добитокот. Има вода. Сега има вода. Водопоила за стоката? Нема. Летно време кај Лакавица, ама и тој затворија више, не може да слеземе. При последната посета на ова село, градоначалникот на Штип Захариев
вети средување на водопоилата и комплетна санација на водоводниот систем во Лакавичко, кој беше оштетен од поплавите. Но и овде, како и на други места, не за сите животот е добар. 2 години ја земам пензијата на мајка ми. Тоа, пошто со очите не видам, да деме пензијата и ми ја скинаа. Од тогаш нака социјално ми дават 2000 динара. Лемам за леп да си купам. Беше женет, оставен сум. Тоа е многу одамна. Барам некоја помош, како што се дава на другите, на некои им дават да се нешто куќе приграде, да се санира, да не ми тече. Во Драгоево има иницијативи кои не секогаш не идуваат на подршка, вели овој жител. Ја нек не зборам, ајде да појдемо да правиме, гробишта да ги чистимо, да ми помогнат некој. Секој тражи пари. Во ова село може да се живее уште подобро доколку се реши проблемот со превозот до градот и обратно, сметаат дел од нив. Сега е малку поскап, тога па имаше, остануваше нешто, сега не. А вода, струја имате тие работи? Имаме вода и струја, има. Што е најголем проблем на село? Превоз деца што е то целцето комбето и тоа е превоз. Наоѓаме се со такси. Драгоево до неодамна важеше за село со најголемото стадо на Балканот со околу 10.000 грла овци, заедно со оние од овдешното стопанство Агро Драгоево, но подосна дојде до нивно осипување. Сепак жителите веруваат дека со подобрувањето на условите за живот, повторно ќе се зголемат стадата, но и површините со тутун, по кои овој регион беше надалеку познат. Како да се пронајде вистинскиот пат во изборот на професијата? Во моментот, одлука за избор на средно училиште носи првата генерација која завршува 9-годишно основно образование. За месец дена со основно образование завршува првата генерација од деветолетка. Па пред нив се јавува дилемата, каде после по завршувањето на основното образование. Се поставуваат многу прашања од типот, кое средно училиште да се одбере, кое занимање да се одбере за својата животна професија. Постојат некои непишани правила кон кои што треба да се придржуваме за да се избере правилното професионално занимање или професија. Би требало да се води сметка за следното, за желбите и интересите на детето, не да се почитуваат желбите и интересите на родителите или каде ќе отиде неговото другарче да се запише, за способностите на детето. Примерно, родителите најдобро ги познаваат своите деца, какви способности имаат, за здравствените можности, бидејќи постојат професии во кои што има поголем, да речеме, физички и психички напор. За материјалните можности на семејството не е исто да еден ученик да учи во, да речеме, во родениот град или да се запише во друг град. И битен фактор, да речеме, училишниот успех и успехот по одредени наставни предмети, тоест да се гледа критериумот за упис во средните училишта, не само тоа, да се гледа и успехот по кој предмет, например, ученикот напредува. Дел од учениците веќе го изградиле својот став, каде и на која струка ќе го продолжат своето понатамошно школување. Некои веќе одлучиле ќе одат надвор од градот, во други на струки, додека некои ќе останат овде. Вие каде одлучите? Па јас одлучив овде. Одлична ученичка сум. Сакам да се запишам на текстил. Најверојатно во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, општа гимназија. Сакам да се запишам во Верово, во текстил. Времето во кое живееме се карактеризира со брзи и динамични процеси во развитокот на производните сили, со технички и технолошки промени, што се одразуваат и врз потребите на брзи промени во структурата на занимањата и професиите. Потребно е детето да знае што би можело да работи после завршувањето на средно образование, па и на факултет, и да ги открие добрите или лошите страни и така натаму. Информации за тоа може да се добијат како во училиштето, со помош на родителите, оделенските раководители. Од општините Делчево и Македонска Каменица вкупно завршуваат 244 ученици, од кои околу 70% се одлучуваат по натамошното образование да го продолжат во своите општински гимназии. Четвртата крводарителска акција на Црвениот крст во Виница резултираше со 100 крвни единици. Меѓу крводарителите најбројни се виничките средношколци. Виница постојано е на врвот на најхуманите градови во државата по крводарителство.
Средношколците од Виница денес во фокусот на хуманоста, главни актери во четвртата крводарителска акција во организација на Црвен крст. До пладневните часови се собраа 50 на крвни единици, а лимитот до крајот на денот се заокружи на 100. Темпот од претходните години продолжува и 2015 со вклучување на 150 нови крводарители или според процентуалната застапеност, некаде околу 9% од населението на ниво на општина, ако не секој 3 месеци, барем еднаш до 2 пати годишно дарува крв. И во Виница, како и во останатите градови, најбројни се. Значи, тоа е претежно популацијата од некаде 50 до 60 години. Меѓутоа имаме константен пораст на младата популација која сака да дарува крв. Така од година во година се зголемува тој број. Република Македонија најчеста на група е А позитив. После Виница тука можеме да го издвоиме Свети Николе како град традиционално што има најголем број на дарители после Виница. Тука е некаде и Велес, Скопје доаѓа, Куманово има исто така добар. По малите места обично така повеќе се расположени да даруваат крв, меѓутоа за сега мислам имаме одличен одзив на ниво на целата република. Општинската организација во Виница 2014 ја заокружи со 1698 собрани крвни единици, со што планот го натврди со 315,3% и го задржа приматот град на хуманоста, а покрај општинските признанија за најголемите крводарители, во најава е признание за оваа организација и на ниво на Источен регион. Фолклорната група при Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров од Делчево го представи пијаничкиот фолклор на меѓународниот фестивал во Измир, Турција. Делчевските фолклористи имаа повеќе настапи, а поддршка има и од градоначалникот на Делчево. Со кореографиите по селе Лазаренки и источно, членовите на фолклорната група при Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров го представија пијаничкиот фолклор на меѓународниот фолклорен фестивал во Измир, Република Турција. Македонската фолклорна музика се слушаше на неколку настапи во рамки на еднонеделната турнеја во Турција. По 18 пат фолклорната група при Центарот за култура учествуваше на меѓународен фестивал во Газимир, Република Турција, и на овој фестивал покрај фолклорната група од Центарот за култура учествуваа и повеќе фолклорни групи од Грузија, од Романија, Република Бугарија, 2 фолклорни групи, 2 фолклорни групи учествуваа исто така и од Турција. По втор пат учествуваше и фолклорна група од Република Кина. Сите држави се представија со својата традиција, со својот фолклор. Ние се представивме со неколку кореографии. Се представивме со кореографијата Лазаренки, потоа една вечер се представивме со кореографијата Источно и во финалната вечер, значи на главната сцена се представивме со кореографијата Поселје. Меѓусебната соработка на општина Делчево и општина Газиемир во Измир се остварува на повеќе полинија. И градоначалникот на општина Делчево беше како гости на овој фестивал и остварија неколку средби со представници од различни сектори во општина Газиемир и ги поканивме домаќините да учествуваат на фолклорните средби, на голачките фолклорни средби кои што секоја година се одржуваат од 8 до 10 август на планината Голак. Инаку месец април е доста плоден што се однесува до настапите и организациите на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Вечерва со своји представници учество ќе земат на фестивалот за пеачи аматери во Виница. Утре заедно со основните и средните училишта од Делчево, Македонска Каменица, Бехчево и Берово, во спомен до Мотасном ќе ги организираат регионалните смотри на хорови и оркестри. Во сабота пак учество ќе земат на традиционалниот фолклорен фестивал Ѓурѓовденски обичаи во Кочани. Нов музеј посветен на историјата на нацистичкото движење ќе биде отворен во четврток во Михен, движење за кое се смета дека е родено во пивниците на овој германски град. Најмалку 8 пакистански работници биле убиени кога се урнала зграда на која се извршувале градежни работи во Саудиска Арабија. Идентитетот на 9 жртви во несреќата која се случила во градот Касим е непозната.
Нигериската армија ослободи 200 девојки и 93 жени при операција за ослободување на Симбиса од исламистичката вооружена група Боко Харам. Во април минатата година Боко Харам киднапира на 200 ученички во близина на градчето Чибок, што предизвика меѓународно негодување и протести. Полицијата во Непал соопшти дека црниот биланс на катастрофалниот земјотрес што ја погоди оваа земја во саботата е преку 5000 загинати. Според полициски извори, 4989 луѓе умреле и други 10260 се повредени во Непал. Околу 50 лица се уапсени, а околу 20 полицајци се повредени во последниот бран на насилство што изби поради расни тензии на улиците во Балтимор во сојузната американска држава Мериленд. Како што јавуваат американските медиуми, уличното безредие избумнало вчера само неколку часа по погребот на младиот афроамериканец Фреди Геј, кој на 19 април почина од внатрешни повреди. Уште еден голем успех за младиот беровчанец Кристијан Воденски, кој што ја одбрани титулата на меѓународното германско првенство на WFMC федерацијата во кикбокс во лајт контакт. Тој во Кјолн имаше 3 борби во категоријата до 25 кг и во сите 3 триумфираше во натпреварите со деца по потекло од Турција. Тој настапи под знамето на Македонија за тимот на YFMC Македонија. Најатрактивниот дел од борбите на Кристијан беше неговиот ротацијски удар одзади со петица, кој е уште познат во популарната кик-лорис техника. Инаку Кристијан годинава не знае за пораз, без разлика во кој спорт се надпреварува, дали станува збор за борење, кикбокс или џиу-џицу. Кристијан Воденски, кој живее во Германија, е по потекло од Берово, пред известно време се закити со титулата европски првак во бразилско џиу-џицу во категорија од 22 до 27 кг на надпреварот Нага во Париз. Тоа беа настаните за денешниот дневник. Следуваат информациите за временската прогноза деновиве. Имајте пријатна вечер со нашата програма.